Покрај полагање по два екстерни и интерни предмети за државната матура кои ги издействуваа средношколците, со новиот концепт останува и обврската за изработка на дополнителна така наречена проектна активност. Од годинава проектната активност има и посебен практичен дел. Учениците треба да создадат дигитална творба, граѓанска иницијатива, краток филм, сторија или уметничка изведба. Тоа за 3 ученички од гимназијата Славчо Стоименски од Штип значело предизвик да изберат задача за поддршка на социјално ранливи категории граѓани. Ние избравме хуманитарната акција, да биде сите донации да отидат во СОС детско село, каде што тие понатаму ќе си ги распоредат и ќе отидат на вистинското место. Според мене големината на еден човек е во неговата хуманост и токму затоа ние ја избравме оваа проектна задача. За можноста да изберат хуманитарна акција како училиштен проект дознале од класната на Кристина, која во училиштето им предава филозофија. Улогата на менторот е само советодавна, објаснува професорката. Техничката страна околу изработката на проектот е, да речеме така, задача на менторот. Суштината на овие нови модели на проектна задача е да дојдат до израз афинитетите на учениците, потоа да тие ги изразат нивните внатрешни потенцијали, да дојдат до израз нивните знаења и способности, едноставно да се пронајдат. Хуманитарната акција на Кристина, Ангела и Анастасија почнала пред околу 2 месеца. Првите донации стигнале од најблиските, роднините, пријателите и соседите, но и од самите нив. Откако иницијативата ја споделиле на социјалните мрежи, апелот за хуманост брзо се проширил низ целата држава. Дојдовме до идеја да отвориме страница каде што ќе објавуваме како тече проектот, хуманитарната акција и луѓето да знаат дека е посериозно. И тогаш почнавме да добиваме пораки од други градови. Некои праќаа по карго, но некои не можеа, па ние одевме со наши возила и ги земавме работите. Најмногу донира облека, дубелки за бебиња, креветчиња, колички. Имаше некој што донира храна. Освен намирници и облека, трите средношколки поставиле и кутии за собирање парични средства на неколку локации низ Штип. Во текстилна фабрика, во маркет и во фризерски салон. Ева, колку многу, супер! Кутијата стоеше 3 недели кај нас. Муштериките беа сите вклучени во акцијата. Едни придонесоа помогнаа, донесоа облека, донираа парични средства, од кои и јас учествував, и јас донирав. На крај, трите средношколки собраа над 120 кутии со храна, хигиенски средства, играчки и облека. Беше потребен цел камион и помош од директорот и други професори за да се натовари матурската задача и да се однесе во СОС детско село во Скопје. Кога ги собиравме донациите, воопшто не очекувавме да собереме толку многу како што денес собравме, а наполнивме цел камион и многу ни е мило што испадна така. Од парите пак што ги собрале трите матурантки одлучиле да купат таблет за да може некој од децата во СОС детско село да го користи за онлайн настава. Освен самите ученици, професорите и раководството на Штипската гимназија, изненадени од успехот на младинската иницијатива беа и домакините во СОС детско село. Директорката Александра Ивановски вели дека секоја донација е добре дојдена, но во конкретниот случај гледаат патокас за идните генерации. Кога зборуваме за младински активизам, сметам дека ова е многу значаен пример, бидејќи покажува како и образовниот систем има огромна улога во промовирање на индивидуалната филантропија, а вклучување на вакви хуманитарни проекти во едукативниот процес како дел од редовната програма е само еден чекор напред кон градење на идни генерации што излегуваат од кругот на јас и делуваат за пошироки општествени промени. Со предавањето на донацијата заврши практичниот дел од проектната задача на трите матурантки. Во следните месеци треба да подготват и научен труд за сработеното, што потоа ќе се оценува пред 3-члена комисија од професори во нивното матично училиште. Оценката што ќе ја добијат е важна за Кристина, Ангела и Анастасија, бидејќи е дел од државната матура. Но има нешто уште поважно за нив. Мислам дека на многу лица ќе видиме насмевки и тоа за нас е најважно.